овие двајца браќа кои што трае долги години. Претходно, пред овој случка, исто позната и таа можеби ќе се сетите на таа случка е, кога еден ден додека бил Исав во лов, се враќа дома многу гладен, а неговиот брат правил, во некој преводи пишува леќа. Не знам сега дали наистина било леќа, јас сакам многу леќа да јадам, искрено. И овој бил толку гладен што фактички бил спремен да се во тој момент да се задоволи својата потреба за јадење, се откажал од наследството како првороден син во семејството, вика само дај ми да јадам, да се наситам, па ти после тебе што ќе правиш. Значи мислел моментално што ќе му донесе наситување. И се враќаме подоцна во ова случка овде, каде што Јаков во соработка со својата мајка го мами својот татко за да добие наследство од својот татко, односно благослов. И за повторно за тие кои што можеби ќе речат па што е тука голема работа, во тоа време таткото да дае благослов, вербален благослов на својот син значи многу повеќе од само Господ те благослови некој што како што се викаме на крај Божи благослов. Тоа било многу повеќе од само еден формално искажување на некои зборови, тоа на некој начин повторно ја одрудува и днината на тоа дете, има на некој начин правна основа, легална основа, тие зборови кои што значат многу. И затоа било важно за Јаков како татко кој што сакал да го благослови својот првороден, односно на Исав да го благослови својот првороден син. И понатаму приказна ќе ви ја раскажам и после ќе се вратиме дел по дел да го разловиме и да видиме што може би тоа значи за нас денес. Од кога се случува измамата, братот сака да го убие, Исав сака да го убие Јаков. Мајката повторно го наслушува тоа и му вели: сине, ај ти вика оди си од овдека, оди си таму ке мојот брат, оди таму на првично веројатно она мислела на 2-3 недели, на 2-3 месеца, можеби на 2-3 години, и кога ќе се смири работата, ќе се вратиш назад. Ако читате внимателно, тоа беше нивна последна средба и никогаш повеќе не се видува. Мајката која што почна да прави сплетки за својот син, кој што го фаворизираше, го испрати да оди кај нејзиниот брат и она остана фактички да биде мајка на синот кој што во наводници помалку на некој начин го сакаше. Кога човекот ќе земе работи некогаш во своји раце да ги прави како плетки, демек да направи нешто добро, некогаш или да не кажам често знаеме да направиме толку големи боричканици кои што не знаеме кои се во долгоречните последици. Додека Јаков е во бегал својот брат и поминува долги години, се сеќавате оди ке неговиот војко кој што се вика Лаван. Додека е таму се соочува со човек кој што е сличен на него, во многу аспекти, меѓу другото сличен и во неговиот на скопски да кажам преварантски карактер или на македонски во неговиот измамнички карактер. Манипулативен. Или може да се каже манипулативен. Јас еднаш размислувам, си размислав за себе, се велам, мене најмногу ме нервираат луѓето што се како мене. Значи, работите што јас некогаш ги правам, ако некој други направи, се нервирам многу или ми смета многу. И некогаш се велам, дали некогаш во ситуации се наоѓам од такви, за да се потсетам дека јас прво не сум најидеален, најсовршен и така натаму и така нааму. И сега додека е таму, пак да ја скатам приказна, му се случуваат неколку перипетии на Јаков и конечно веќе има две жени и ако се сетите всушност како се случи ситуацијата со жената, ова е важно со жените ќе ви кажам, му се допаѓаше Рахила, едната од керките на неговиот војко, и сакаше да се ожени со неа. И Библијата вели, кога требаше да му даде таткото таа керка, он беше темница, беше многу, не можеше да види и Лаван му даде другата керка. Значи повторно работи се случуваат во невидување, во негледање, во нејаснотија, како што он татко му го измами, кој што не можеше да гледа, да не кажам беше лице со попреченост или со хендикеп во случајот оштетен вид. Сега он не може да види што му прави неговиот војко и таму други некои измами и манипулации се случуваат. И на крај во 31-та глава, во 3 стих, конечно Бог му вели на Исав, односно на Јаков, стани и врати се во земјата на твојот татко. Со други зборови, стани, врати се
назад, за да можеш да отидеш на некој начин во животот напред. И ова е за мене многу клучен елемент, затоа што ние некогаш размислуваме и размислав јас посебно во контекст на овие стихови, притисокот е и околу нас да го гледаме на нашиот живот како оди во постојана нагорна линија, во постојан напредок, што видиме ние одиме од магаре на конј, од конј на камила, од камила не знам што, или и цело време да не оди животот напред и напред во подобро и подобро. И некогаш се случува во животот каде што Бог за него најдобро познати цели, бидејќи не знае најдобро нас, не знае најдобро што сака да направи со нас, знае најдобро што сака да направи преку нас, знае како ние се вклопуваме во неговата цел и голема приказна овдека на земјата, вклучително и овдека на Скопје, и ќе не поведе во животот на место кое што можеби сме избегале, можеби не ни се допаѓало, можеби ни предизвикува, не знам, сме доживеле некоја травма, но во секој случај Бог не вели не, сега стани и ќе се вратиш назад, односно таму каде што од каде што фактично избега. И Јаков се движи по пат, тргна. Се случува и тука некои други перипетии, во секој случај оди по патот. Додека оди по патот, Библијата вели дека на едно место Бог му се здогледа Божја војска, и во исто времено живееше во страв. И за мене тоа зборува дека верувам и во тоа и убеден сум 100% дека кога го слушаме Бог, кога се движиме во неговата волја, кога го правиме тоа што не повикува да го правиме, а Бог ќе ни даде потврда дека сме на прав пат и дека го правиме тоа што го правиме. Меѓутоа, измамата што може да се случи да биде и е дека Бог го повика Јаков, и ова е важно, да се соочи со својот страв, да се врати назад. И од текстот што го читаме, да речеме, ќе читаме сега во 32 глава, значи има големи индици дека Јаков се движи назад, ама се движи назад со огромен страв за неговиот живот, бидејќи неговиот брат претходно при нивната последна следба или интеракција или во тие контексти во кои што беа, беше така што знаеше дека неговиот брат сака да го убие. И знаете, некои христијани зборуваат и велат, и јас можеби сум мислел порано така, дека, знаете, доказ дека го правиш тоа што Бог сака да го правиш во твојот живот, е мир. Имаш ли мир за ова? Има мир. Тоа е тоа на прав пат си. А ако немаш мир, значи не го прави тоа. И сега го читаме текстов овде. Јаков, имаш ли ти мир? Го слушаш ли Бог? Го слушаш. Што ти рече Бог? Ми рече да се вратам назад. Ами имаш ли мир за тоа? Каков мир, човече? Он има трепет, има страв, има не знам што прави. Може чирче му испаднало во стомачето од стрес, од загриженост, што ќе биде за неговиот живот. И некогаш ние, не знам пак во кои книги сме го прочитале тоа, или луѓе ми давале мене насоки, ако имаш мир, брат, прави тоа. Ја видам, брат, кога се селе пример од Велес во Скопје да дојам да живеам, немав мир. На начинот кој што христијаните зборат за мир. Само знаев дека Бог ме повикува. И знаев дека, барем тоа нешто точно што сум го знаеле, ако Бог те повикува да одиш некаде, ако Бог те води да одиш некаде во животот, тогаш, како што вели во 31 стих, кај што го повика, море вели, стани и оди во земјата на твојот татко и јас ќе бидам со тебе. И тоа беше доволно. Не, ќе ти, значи мир. Значи ја одам, ние со жена ми се викаме ќе одиме во Скопје, не знаеме како ќе ни се одвои, какви врати ќе ни се отворат, не знаеме како ќе ни биде финансиската ситуација, кај ќе живееме, во која населба, размислувавме, комбинираме, кој ќе ни помага со децата, мајка ми е во Велес, незината во Кочани, значи која логистичка поддршка ќе имаме и како ќе се успева. Ама знаеме дека Бог не повикува. А дали ни беа сите прашања одговорени? Не ни беа сите прашања одговорени. Знаете, мир, и кога збориме мир, кога зборам за мир, велам, што значи да имаш мир за нешто? Дали значи да ги имаш одговорите на сите прашања? Кога Бог ти вели, оди таму и таму, направи го и тоа, врати се на тоа и тоа место, или послушај ме во ова што ти го кажам да го направиш, и ние сакаме, ама Господи, дај ми ти прво објаснување, дај ми ти одговор на сите мои 714 прашања што ги имам, дали треба да го направам ова што ти ме повикуваш да го направам. Па да имам мир, значи мирот доаѓа од твое лично размислување
и одговор на сите прашања што ги имаш и после деме ќе го направиш тоа што Бог ти вели. Но охрабрувањето за мене од случката на Јаков е дека ако Бог ти рече стани и оди таму и јас ќе идам со тебе, стани и оди таму и Бог ќе биде со тебе. Например, има една приказна во Библијата во Новиот Завет, може ќе се сетите. Исус им рече на неговите ученици, додека беа на едната страна од езерото или од морето, да станеме и да одиме на другата страна. И они, како добри ученици, станаа, влегоа во чамецот и тргнаа на другата страна. И додека одеа на другата страна, Библијата пишува дека се крена што? Бура. И повторно ние мислиме, ако некогаш го следиме Бог, ако одиме по неговите патишта, ако го правиме тоа што ни вели дека го правиме, дека сите врати ќе ни се отворат совршено, дека се ќе биде прекрасно, дека Бог во право време се ќе се случи како што треба, и имаме такви очекувања, ако го нема се случат, се буниме. А дали Бог ме повика стварно? А дали јас сум во Божјата волја? А дали ја треба да го правам ова? А може би не треба? А може би погрешно го слушнав Бог? И Јаков кога се движеше, може да ќе кажеше: ама Бог ли ми рече мене да станам ја да се вратам во земјата на мојот татко? Може би едноставно, може би овдека бев притиснат, може би овде веќе не ми се допаѓаше, може би овде веќе ми беше тешко и може би јас сакав сам да си направам олеснување, ама знам дека и тука ми беше тешко, ама сигурно и ако си повикам сам, не беше да си повикам, додам назад ке мојот татко, веројатно ќе одам на трето место, или што кажат, во Велес на 15-то место ќе отидеш. Ама Бог вели: врати се на тоа место и јас ќе идам со тебе. И Јаков целиот тој пат го движи, ако го читате текстот внимателно, после ако сакате да читате го, со трепет, со страв, со загриженост, што ќе биде, ама сепак, што? Сепак се движеше. И пресвртот што се случува за мене, се наоѓа, ајде ќе го кажеме, ова е една важна исто работа. Односот на Јаков со Бог. Значи тоа, за мене Јаков, интересно се вклопува во тие некои категории, или што ги спомнам скоро на почеток. Ако го пратите Јаков во неговиот живот, тој нема некое посебно општање со Бог. Всушност ќе речете, во тоа време нема пишана објава за Бог, уште луѓето живееле на некој номадски начин, се движеле од овде од онде, си верувале во некои идолчиња, во некои богчиња ливни и семејни или клански, така натаму. И секако, ама од неговиот татко слуша добри и некои неверојатни работи во врска со Бог, кои што му се објавува, и сепак има некој познавање за правиот вистински Бог кој што е. Ама не покажува знаци на Господе ќе те следам или на послушност, на полизност. Читате, не се моли, ретко некој се моли кој има потреба само. Значи, ако читате: Господе, чуваме, благословиме, во една ситуација само те молам. И прва вистинска молитва се вели дека е во 32 глава, од 9 до 12, кај што вели Јаков за прв пат почина да се моли, вика, а Јаков во 8 стих вели, се уплаши многу и се загрежи. И вика, ги раздели своите, оваќе кога се враќа назад, слушаме како доаѓа брат му, и ги раздели своите луѓе, сите што беа со него, целата таа поворка, и вели вака, пазете го ова. И Јаков рече: Боже на таткото мој, Боже на таткото мој Исак, Господе, ти кој ми рече. Значи уште неговото разбирање, Боже на мојот татко, Бог уште не е негов Бог на тој начин личен. Уште е Бог на мојот татко, уште е далечен, уште некој Бог само кој што како патокос те дава знаци што да прави во животот, уште не е некој суштински длабоко во него да рече: сега јас ти прибијам, ти си мој Бог. Ама фактички, пак го подсетува Бог: Боже, ова веќе нели се врати и веќе се движи назад. И вели: ти кој ми рече да се вратам во земјата, вика, и јас се враќам таму. И ти ми рече таму ќе ме благословиш. И сега вели: не сум достоен за сите милости и добрини што ми ги направи на мојот слуга твој, зашто со стап, вели, дојдов овде, ја минав реката Јордан, а века сега се враќам назад со многу имање, со богатство. И ова е овде всушност интересна работа. Јаков во своето бегство, својот брат, ја би рекол во својата преваранска или измамничка природа, напредуваше во животот. Зарем не? Значи, во некои работи страдаше, со мајка му не можеше да се види, а во многу работи материјално напредуваше, така? Ако повторно тоа е јасно во текстот. И знаете, некогаш
луѓе според мене и тоа може да го гледаат како показател дали Бог е со мене или не. Дали јас ако напредувам во животот, значи Бог е со мене. Само затоа што во некои области во животот ти оди добро и напредуваш, не значи дека Бог е во тие области во твојот живот. Јаков напредуваше далеку фактички од своето семејство и преку измама. Тој после дојде таму, и ако се сеќавате со својот војко Лаван има некои перипетии со стоката, со имањето, како ќе барале и размножувале, ама имаше се уште го имаше тој во него тој карактер на измама и на превара, и преку тоа тој дојде до благослов. И повторно да се вратиме на назад, ако сакате уште малку на текстот, тој го измами татко му за да дојде до најголемиот благослов што тој во тој момент мислеше дека ќе го има. И ова е важно, повторно се враќаме назад да отидеме напред. Ова е важен дел затоа што јас во овој контекст размислувајќи како некогаш чувствуваме притисок во животот да се претвориме, да се преправаме, да се покажеме во нешто што не сме, за да добиеме нешто што мислиме дека е добро за нас. Како Јаков на почетокот, пред да замине во тоа бегство, се вели кој син си ти мој, и тој вели јас сум Исав, твојот син. Значи се представува лажно. Со други зборови, сака да добие нешто и за да го добие тоа нешто, вели јас сега ќе се облечам како брат ми, ќе се направам, ќе се намирисам со истите парфеми, ќе се ставам со не знам истата пелика ќе ја носам, што и да прави, за тој да мисли дека сум ја тој што треба да го благослови. А најмногу ова го прават луѓе според мене, посебно и во христијански кругови, кога чувствуваме притисок околу нас, овој напредува во животот, овој напредува во животот, на овој му се случува тоа. И се велеме, сега јас што да правам? А ти знаеш дека не си ти тоа. И ти мислиш дека треба да направиш нешто што не си ти тоа, за да добиеш нешто, можеби што Бог не сака да ти го даде или не сака да ти го даде на таков начин. Викам, ама јас ако се направам. И затоа збориме во црква, сите луѓе се жалат, никој не сака лицемере. Велиме, луѓе се жалат во црква, луѓето не се, никој не е таков како што се представува, сите, знаеш, кога никој не ги гледа, сите се некои скрени, жарчиња, имал вакво срце, вакви мотиви, па ги судиме. Ја рекам, окей, ти си супер ли си, ти или не си супер? Поред да си. Ема да речеме и да си или да не си поред. Поентата е дека ти и јас некогаш може да чувствуваме притисок да оставуваме впечаток пред другите заради некоја цел што сакаме да ја постигнеме, која што можеби само по себе е и Божја цел, ама не е никогаш Божја намера да додадеме тоа на тој начин. Уште понасед ако се вратиме, денеска нели е проповедта за напред и за назад. Мајката на Јаков од Бог доби збор дека постариот ќе му служи на помладиот. И она после сака да му помага на Бог, па некои финти да прави со синот, за да го благослови таткото, па за да добие нешто што не треба. И некогаш идејата овдека е дека кога ние знаеме дека нешто е од Бог, и кога знаеме дека нешто е добро, и кога знаеме дека нешто Бог сака да ни го даде, ама кога ќе се обидуваме ние на свој начин да го добиеме тоа, кога ќе се обидуваме ние да ги сконтролираме работите, кога ќе се обидуваме ние да ги манипулираме, ние да ги завртиме да се случат работите онака како што мислиме дека Бог сака да ги направи, тогаш може да се случи само да завлеземе во една голема каша која што само Господ може да ни извади. А интересната работа е што Бог не вади, ама поентата е целото ова семејство го читаме и го анализираме, се каква дисфункционалност од семејство. Значи, мајка, деца има, таткото, едниот син повеќе го сака, другиот син, ја викам, у денешно време читале ли ви модерни книги? Па како децата внимателно? Јас размислувам, значи само родител може да каже на сите деца што ги има, те сакам најмногу на свет. Имаш 3 деца, на сите им кажеш, те сакам најмногу на свет, те сакам најмногу на свет, те сакам најмногу на свет. И да ја кажеш вистината. А јако кажам на ќерка ми, те сакам најмногу на свет, и син ми ќе мисли, ако не се сакаш, не можеш ти и мене, значи мора еден само најмногу да сакаш. А овие татко и мајка го сака, го зима, овие не знам дали сум видел семејство некоја што жена ми си правиме таква дискусија, дали јас имам афинитети повеќе да покажам
трпеливост или милост кон ќерка ми, а она кон син ми. Ја викам, не го насликувај тоа на мене, ти што го правиш со тоа е лични, сега ви откривам лични тајни наши разговори кон дома. Ама поентата е дисфункционално семејство, а Бог ги одбира пак да прави работи преку нив, да ја исполнува неговата волја, да исполнува неговата намера, неговите ветувања, да биде дел од таа лоза на тоа Бог што сака да го направи. И ќе рече некој, па Бог одбира совршени семејства, Бог одбира совршени луѓе, Бог одбира праведни, Бог одбира семејства кои што одличенима се супер израстани, мајка и татко, злато, не им викнале никогаш да им да ги скара или да го плесне по газот или да му истене ушето. Сега ви кажам, некогаш го плескам или му го терам ушето на моето дете, оти ние во нашата фамилија веруваме дека ќотокот од рајот излезе. Се шегувам, има различни, мислам јас, има различни стилови на тоа да се биде родител. Но во поентата што сакам да ви пренесаме дека не сте вие дисквалификувани од тоа што Бог сака да го направи во неговото царство, на земјава, во тоа што го прави како голема слика, само затоа што потекнувате од некое семејство скромно, мало, дисфункционално или функционално, какво и да е. Исто така што не сте ни дисквалификувани ако сте израстате во прекрасно семејство. Секоја чест. Ама гледаме низ Библијата, не знам зашто, не знам како, ама Бог одлучува некогаш таквите луѓе, проблематичните семејства, нив да ги земе, нив да ги стврти, нив да ги промени, нив да ги преобрази и преку нив да го прослави своето име и да го напредува своето царство. Во денешно време нема таква ствар како не дисфункционално семејство според мене. После може да зборуваме за тоа. Баш. И одиме сега повторно напред. Јаков стигнува во ситуација каде што веќе мора да се соочи со брат. И Библијата вика почна да праќа поклони пред него, он оди и за мене тоа е повторно обидување ти сам да се обидеш да ги исконтролираш работите за во твоја цел. Ке рече некој, ама тоа е мудрост, тоа е добро и Библијата пишува нели даен поклон на право место може да отвори многу врати. Ама не беше Божиот начин. Не се што е добро е тоа што Бог ние сака да го направиме. Бог во нашиот контекст, во секој од нас, во нашиот контекст на нашиот живот, поентата е да го правиме тоа како што Бог не води, ние да го направиме. Можеме да речеме, имаше подобри начини, има подобри методи. Ја ќе речем, има подобри градови од Скопје да заживеам. Има подобри можности, имаме подобри можности кога одлучуваме дали да идеме во Скопје или да одиме на друго место со женеме да живееме. Што ни беа во наводници подобри можности за нас. Ама ние верувавме дека Бог сака да дојдеме тука и дојдовме. И Јаков за мене тука се еден човече е добро, ти го послуша Бог и го следеше во неговиот повик да се вратиш назад, се враќаше со страв што се враќаше, ама уште го имаш тоа од твоето Јаковското. Значи 20 години или колку вкупно помина ке вујко ми, а беше кршен, се соочи со самиот себе, рековме со огледало, кој човек, као него, као они да беа близнаци со тој, не со овој другиот. И уште не беше целосно променет и уште не беше целосно трансформиран. И според мене, и тука праќа луѓе, слуги со поклони, со подкупи, уште прави стратегија, кечено Јоков има мудрост да прави стратегија и има како се вели тоа, дека понекогаш стравот во нас се претвора или се преправа како да е мудрост и ние правиме, мислиме дека сме мудри. Ама ствари го правиме тоа од страв. Тоа се решава со џабе висока интелигенција. И после тоа, после ќе се докажеме, и после тоа во таа функционирање ќе речеме, ама јас сакам да направам надобро. Послушај го Бог, така како што те води, така како што те повикува. Ако ти даде стратегија, супер, направи стратегијата, ама поентата е да не биде таа стратегија плод на страв, плод повторно на твоето нерешено минато, плод на твојата несигурност, плод на твојата загриженост, плод на твојата себичност, да биде плод на Божјото водство. Оти сите ние тоа те го чули и го знаеме, функционираме или знаеме некогаш да реагираме не толку како водени од духот, водени од Бог, туку водени од стравовите, од несигурностите, од загриженостите, од себичноста, а всушност тоа се работи кои што Бог сака некогаш да не врати назад
за да ги совладаме, за да можеме да напредуваме напред уште повеќе во големата слика што Бог има за нас. И овој човек праќа, одете, и на крај, вели, скроз на крај, вели, Јаков остана, ајде можете да читаме 32-23, и ноќта, вели, и ноќта, откако ги зеде обете жени своји, и обете слугинки, и 11 синови своји, го премина потокот Јавок, на едно плитко место. Слушно што не е поток, тоа е река, поголема река, веројатно поголема и од Вардар. Ама нашле место кај што е посуво за да поминат. И откако вика ги преведе преку потокот, пренесе се друго што имаше, и кога остана сам, значи сега поетата ги помина нив скроз и сега останува скроз сам. И вели Библијата, кога остана сам, некој се бореше со него. И кога виде дека не може да го совлада, му го стегна зглобот на бедрото негово, така што на Јаков вели му се измисли колкот и од зглобот додека се бореше со него. И тогаш му рече, пушти ме веќе, Зоре. Така му вели Бог или ангелот, зависи, некои сметаат тоа Бог се борел, некои ангели, во некои текстови, овде во самиот текст и на други места кај што се алудира на овој текст, се е кажано дека Бог се борел со него или ангел, за целта на овој говори да речеме дека Бог се борел со него. И сега Јаков му вика на Бог во таа борба, нема да те пуштам додека не ме благословиш. И му рече, како се викаш? И тој одговори, Јаков. Значи, почетокот на неговата приказна почна, според мене, кога таткото му рече, кој син си ти мој? И он рече, Исав. Со лажно представување. Години подоцна, кршење, ломење, нема веќе претварање, нема веќе јас сум тој, јас сум прекрасен, јас сум трпелив, јас сум, Господе, тоа сум што сум, не ми се допаѓа тоа што сум, ама сакам да идам друг. Не сакам да се претварам ако сум најдобар христијанин на светот. Ако дома кога отидам не сум тоа што другите околу мене мислат дека сум, сакам навистина да искусам трансформација и промена, а не преку лажно представување да дојдам до нешто што ти сакаш да ми го даеш преку благодат. И затоа оваа борба тоа беше клучно прашање. Кој си ти, мој син? И само може да каже човек, јас сум Јаков. Или не знаете, значи измамник, или они што фаќа за пета, ама символично сметаат луѓето велат, значи измамник. Кој си ти? Измамен сум. Кој си ти? Себичен сум. Кој си ти? Плашлив сум. Кој си ти? Гордлив сум. Кој си ти? Сакам да имам контрола на се. Кој си ти? Не знам ли ја кој сум. И ако не знаеш, ако си таков како што во наводници знаеш дека Бог не сака да бидеш, тогаш Бог може ќе рече и му вели понатаму, од сега натаму вели името нема да ти биде Јаков, току Израел. Бог му го промени името, не он сам. Кога ние сами дека се јас, што сам ти? Што сам ти или што сам ја? Јас сум се обидел сам да се променам. Сум сега ќе се променам. И колку 8 дена. Ќе се променим за нова година, ќе вежбам. И што веруваш 3 тренинзи после те мрзи. Или ќе јадам здраво. И гледаш нешто, ај уши сега. И веќе после веќе јануар помина и тоа е тоа, отиде здраво јаде. Или ќе трчам секој трет ден и трчаш секој трета недела. Некои слични такви моменти. Сам, ако сакаш да се промениш, стрепно, не ти препорачувам. Ти препорачувам да речеш, Господе, може би другите околу мене не знаат кој сум. Длабоко, најдлабоко јас знам кој сум и која сум. Ти ме знаеш подобро од самиот себе. Мојата склоност да се облекувам на еден начин пред едни луѓе, за да мислат за мене дека сум нешто посебно што не сум тоа, е таа. Ама сакам да се трансформирам. Сакам да бидам таков како што треба да бидам, ама не со претварање, не со преправање, туку затоа што тоа ќе се обликува како вистинска суштина во мене. А не ти пишува, го читаме Галатјаните 5, плод на духот и сега не сакам бидам кроток, трпелив, ваков, таков. И ќе се обидам јас да бидам. И не може. И ќе се разочараш. И што бидам? Ништо не бидам. И ќе дојдеш на служба, една проповед ќе те охрабри, дека ќе биде Господ е добар, и уште 3 недели после пак на истото се разочаруваш. Оти сакаме да речем да правам ја нешто ја да бидам, да постигнам, да добијам.
Бог му го промени името од Јаков во Израел. Библијата пишува во текстот што го читавме дека бедрото му се помести и од тој ден натаму Јаков кривеше или куцаше. Или со други зборови живееше со слабост. Или со други зборови во време кај што не учат да бидеме силни, биди силен, биди ти. И сега што да бидам силен? Да бидам независен? Да бидам што да бидам? Да се потпрем на самиот себе. Во неговиот контекст беше биди слаб. Расти, јас еднаш проповедав пред некое време, нели збориме дали растеш во силата, имав настана проповед дали растеш во слабоста. Дали растеш во слабоста? Значи има области во животот кај што кажеме да треба да бидеме силен, биди јаки, не знам, биди силен, биди цврст. Ама во Господ, не во самиот себе, не во твоите и троштини, не во твојата способност да бидеш паметен, да ги размислуваш работите, да ги скоцкуваш во главата, да си ги обясниш сите работи, не во твојата карактер, биди силен во Бог. Односно дозволи му на Бог да биде силен во тебе. Оти само така можеме да сватиме дека сите ние луѓе сме на рамно место со Бог. Значи како што кажа, Бог не ги бира најдобрите, најспособните, најквалификуваните. Читаме ги бира од скромно семејство, кога дојдоа браќата, кога дојде само да го бира, да бира следен цар за Израел, сите луѓе најсилниот, најголемиот, вој треба да биде, не треба да биде тој. Па вториот по силина, по карактер, вој треба да биде, не треба да биде тој. И Бог бира така, не знам зошто. Бира луѓе кои што ќе речат, Господи, јас без тебе сум никој ништо. И ќе речат Бог такви бира, не? А ние бираме денеска. Значи, како оглас, мислиме Бог бира како оглас за работа. Бараме комуникативна, вешта, способна да се адаптира, да разговара со други луѓе, да работи во тим, не знам, и некои огласи поставуваме, да знае 8 јазици, да свири 14 инструменти, да пее сите гласови можни машки, како Лучено Павароти, Котоше Проески, за женска не знам да може да прават склекови, да трчат 5 км маратон или 21 полумаратон. И имаме вештини да заврши таква диплома и ова. И Бог вика, чекај, затри овчарчиња ќе викнам, овие рибарчиња некој добро, секако го одбира и Павле со образование, ама Павле вика, се сметам за смет. Тоа што еднаш мислам дека ми е за полза за животот во контекст на Божјото царство, кога јас сакам да го држам тоа, не ми значи ништо. Ама кога ќе се понизен, дори тие дарови што ги имаш, а ги имаш, и ги имате, и ги имаме многу, а кога кажеме, Боже, и овие дарови што ги имаме, нема да се потребна мојата сила, нема да се потребна мојата вештина, нема да се потребна мојата способност. И во најголемата моја сила сум свесен дека сум слаб и дека сум никој и дека без тебе не можам да направам ништо. И Бог вика, те го врати назад, за да го скреши, за да може да го однесе напред во животот. И вика се бореше со Бог и после вика не те пуштам кога не ме благословиш. И вика тоа е тој дух на сила, ако можам да кажам, дух на борбеност. Со Бог да се бориш, односно се бориш со самиот себе против твојот стар јас, против твојот стар карактер и навики и склоности, за да бидеш она што Бог сака да бидеш, ама се бори со Бог и искрено се представи и така Бог му каже, сега ќе се викаш Јаков. Сега ќе се викаш Јаков. И потоа вели Библијата дека дојде и се сретна со брат му и со него имал страх во животот. И брат му вика, дојде брате да те гушнам. Абе кај ќе ме гушнеш, ја мислам ќе дојдеш со меч да ме пробадеш, вика, не бе кај те пробадам. Мене ми е мило што те гледам сега, не ми треба ништо од тие поклони што ми ги даде, ништо од тоа ти што се обидуваше да ме подкупиш, ништо од тоа ти што се обидуваше да го направиш, не ми е потребно, мило ми е што си ти тука. И тој се враќа назад со страв и се прашувам колку често во животот функционираме со стравови кои што не мора да ги имаме во животот затоа што во главата сме си направили некои приказни дека некој работа биде вака или така. А Бог вика не мора да биде така. Ама во главата ние си го направиме приказната и живееме со страв. Јас прв, не знам, ако уствари ќе речете вие, ја немам такво нешто, ако ти имаш. Еве добро, извинете, јас не знам вие дали имате. Живееме со стравови базирани на претпоставки и дури едуцирани претпоставки, дури доведени преку правилно резонирање. Ама знаеме дека во Божјото царство логиката некогаш
или најчесто не е таква како што ние на земјата ја функционира. Како ме во Божјото царство слабиот е силен, сиромашниот е богат. Или болниот е здрав. Пореметени системи, парадоксални работи. И како што рекоме на крај, што ќе стрекно се живеат до крај. Овој се отиде после на друго место, ама болесна многу во животот. И ако читате полезна, имаше он уште остатоци од таа негова природа, па Јаков фаворизираше, и он самиот го фаворизираше Јосиф. Кече, не научи лекцијата кога родител фаворизира едно дете. Му купува пубави патеки од на другото, и во се караат двајца браќа. Ве купи им две. Знаете ви, ако на едно дете му купиш дешо, мора на другото. И исти, оди ќе рече, сидми мој, ако ова керка му гледа 25 минути нешто на телевизија, он мора 25, не може од 24 минути да гледа. Добро, ќе ми извини 9 и 9, 25 и 9, 25. Дете сакам повеќе. И не велам дека Јаков остана трансформиран целосно после оваа средба. Но според мене беше претходно со години, беше во тоа кршење во него, во животот, кога се соочи со таков предизвик кај неговиот војко, потоа имаше таа силна средба со Бог, кај што се бореше, кај што веќе рече ќе бидам искрен, ќе бидам понизен, нема да се правам многу јак христијанин, нема да се правам многу духовен христијанин, ќе речам Господе, не можам ако ти не помогнеш, не можам. И се понизи и после окей се седи работите, ама продолжи неговиот живот, ама уште имаше остатоци од тоа што беше претходно, ама разликата според мене е тука што тој сега веќе го има новиот идентитет со Бог и веќе не се обидува да се претвара на тој начин, иако уште беше во тој процес. Така што храбрувањето за ово утро превршувам сега овдека за вас би било и за мене е да останеме, не да кажам силни, ама верни на повикот кој што Бог ни го повикува, да продолжиме да се движиме на патот кој што Бог ни повикува да се движиме и да се охрабриме, да останеме склоноста да се претвараме пред другите луѓе дека сме нешто што не сме, за да добиеме нешто. Да речеме Господи, ќе бидам искрен, па дури ако тоа значи на моменти дека ќе претрпам штета или нема да добием нешто што сакам, ама ќе бидам, нема да манипулирам, еве сум, видете ме, стајте ме мене да водам славање, стајте ме мене, колку ја убаво правам или колку убаво проповедам, дајте ми позиција, викнете ме, нема да се наметнувам, еве сум, ти ме знаеш кај сум, ќе ме викнеш кај што треба и нема да се бидам склон. И моментите кај што Бог сака да наистина да не направи, ако се у фаза кај што се соочува со некој лаван во твојот живот, во некоја ситуација што ти е тешка, и сикаш и вади на површина работи во твоите срце, во твоите мотиви, истрај, ама ако си во фаза кој ќе дојдеш со Бог да се бориш, охрабри се да кажеш Господи, јас сум тоа и тоа. Нема да кажам дека сум нешто што не сум, тоа и тоа сум, а ти промени ме, ти дај ми ново име, ти помогни ми да го надвладам стравот, ти помогни ми да надвладам себичноста, или склоноста да манипулирам, или склоноста да имам контрола на сите нешта, или не знам што. Сакам да бидам човек што ти сакаш да бидам, да живеам во твоите цели за мојот живот, да бидам употребен сад за тоа што ти сакаш да направиш во општеството или во црквата или во Божјото царство, ама онака како ти што сакаш, а не јас со мои контроли или со мои манипулации. Отприлика тоа беше, дали ме разбавте или сакате од почеток да почнам уште еднаш? Ама полека сега. Ама ќе зборам полека за да ме разберете. Ние ќе си одиме. Ој ќе си оди. Некој позади почна да мрдаат нешто ваму таму. Тоа е знакот дека човек, ајде, заврши. Рековте дека сте флексибилни, ете, не знам дали ова време стварно се одите, и изгубив ориентација, не гледам на саат. Тоа е друга тема, зашто од денешно време луѓе се научиме со 30-40 минути проповед и веќе 40 минути не фаќа место. Павле кога пробева со саат и детето заспало, паднало, го воскреснал, седи пак да слушаш и уште да слушаш. Ќе се помолам за сите насик и ќе од мене толку од Господ повеќе што ви кажам. Господе, фала ти уште еднаш за оваа можност да бидеме овде. Фала ти за твоето присуство во нашите животи, фала ти за твојата вклученост, твоето водство, за тоа што го правиш, затоа што си за нас, а не си против нас, дури кога не менуваш, кога ни е болно, кога не кршиш во области во кои што треба да бидеме трансформирани. Фала ти за тие моменти, фала ти за секој благослов што ни го даваш, за нас ти го спремаш, фала ти што не гледаш кој од каква позадина
Ти си тој што прави разликата во нашите животи, не нашето само по себе минато или што и да имаме постигнато или не постигнато. Ти си тој кој што не оспособуваш, не даваш сила, не даваш ново име, благодат, помазание, сила, водство, за да бидеме тоа што сами од себе не можеме никогаш да бидеме. Да благословува црква да се исполнува твојата воља и твоите намери за нив и за сите луѓе што се дел од оваа заедница и за луѓето како водство што водат и носат одлуки, благослови ги во понизност, во слушање на твоето водство да водат црква во нови и добри работи што ги имаш ти за нив. Во името на Исус. Амин.